Втор ден изборна кампања. Кандидатите за градоначалници во општините започнаа со представување на своите програми и проекти. 8-те поред локални избори се закажани за 19 октомври, а најголем дел од анкетираните граѓани на терен во Штип велат дека ќе го исполнат своето демократско право на глас. Секако дека ќе глас. Секако секој треба да излезе да си го даде својот глас за која политичка партија ја определба. Секако. Да. Не се глас. Поздрави Боже, да гласаме. Ќе излезем. Ќе излеземе. Дали ќе има промени или не ќе се констатира по изборите, но најголем дел од граѓаните очекуваат работите да се променат на подобро. Велат дека во фокус треба да бидат платите и пензиите, нови центри за децата со попреченост, инфраструктура и слично. Ништо посебно не очекувам да ви кажам. Има многу незадоволни луѓе. Посебно на се треба веќе. Највише треба на социјалната, политика да се види, да се гледа, пошто има многу луѓе кои се веќе социјални случаеви, а мислам дека не се обраќа многу внимание на тие. Имаме, например, треба да се отворат институции за децата со посебни потреби, со овие што се со болестите. Тоа немаме никакви такви институции и центри. Промена ќе има, да. Мислам дека ќе биде добро сега. Не знам. Надеваме се да биде добро. Не верувам да има промени. По мое па сега не знам како ќе испаде. Треба да се посветат малку на трговските цени што се покачени, што се одени, малку треба да се коригира тоа, да се направи. Имување на пензии, на плати, младината да остануваат тука, да ги вртеме ако може, ако не, тешка работа. А немам доверба. Господ нека чува нас. Едно време имаше една партија у Југославија. Беше добар живот, а сега не. Сега веќе единство други ще нехеме. Ние старите се надаме да биде побава државата, да преживееме до когато не е битно. Главно нека има за млади, нашо викам, да државата се оправи, да има народот живот, да има младината живот, да има децата да трчкат, да има се. Што е било некој време, ама нема да биде така. Да се надеваме па да имаме шанси за живот. На овие локални избори ќе се гласа во 80 општини за 309 кандидати за градоначалници. Во општините од Истокот ќе се гласа во 12 општини за 39 кандидати за градоначалници и 81 поднесена советничка листа.